од поднесените 4 точки за 2 Уставниот суд пројавува сомнеш и бара расчистување. Ке се обидам да не се повторувам со судијата известител и да се задржам само на тие 2 точки. Впрочем, пописот како статистичка операција кој води потеку уште од римското право, кој се спроведувал на секој 5 години, се смета за една од најспасоносните операции за државата, бидејќи алокацијата на сите ресурси всушност оди токму преку пописот. Во поранешна Југославија кај нас се одржани 6 пописи: 48 година, 53-та, 61-ва, 71-ва, 81-ва и 91 година, додека во Република Македонија има 3 пописи: 94-та, 2002 и сега овој 2021, со тоа што 2011 е неуспешен пописот. Значи, првото прашање се однесува на тоа дали е возможно да се спроведе попис во ситуација на загрозено јавно здравје, односно во ситуација на прогласена кризна состојба, и да бидам веднаш јасен, одговорот е не. Бидејќи е невозможно да спроведете попис спротивно на веќе активираниот механизам за заштита на граѓаните, тоа е кризен менеджмент кој кај нас е регулиран со 3 закони и во суштина, иако Уставниот суд де јуре не е надлежен да одлучува за судир на закон со закон, сепак во досегашната пракса тој го има тоа субсумирано под концептот на rule of law, кој е уставен концепт. Впрочем, во еден судски преседан, во решение на Уставен суд УБР 7711, под владење на право се подразбира и правната сигурност на граѓаните, а тоа подразбира дека владењето на правото сака доследна примена на законски прописи кои треба да се општи, точно одредени и недвосмислено формулирани правни правила, а не непрецизни или норми кои се во меѓусебна колизија. Така што од тука Уставниот суд досега во неколку наврати си отворил капиџик како тоа може правно да го регулира, и токму преку концептот на rule of law, бидејќи во случајов овие 3 закони кои што ги спомна судијата известител, законот за управување со кризи, за заштита и спасување и за заштита на населението од заразни болести, всушност одат во насока на сузбивање, а не во насока на разгорување. И тие како активација на кризниот менеджмент, односно на кризната состојба, која во нашето уставно, тоест јавно право е под вонредната, но над нормалната, тоа значи дека во ситуација на активирана кризна состојба, тоа е до 31, значи до нова година, 31 декември, приоритет имаат токму овие 3 лекс специјалис кои што се наведени, бидејќи се во насока на заштита на јавното здравје. Впрочем, превенцијата се дефинира законски како збир на планирани, организирани и институционално водени активности насочени кон намалување или целосно избегнување на неповолните влијанија и ризици и опасности со цел да се сузбие веќе постоечката кризна состојба, а не да се влоши. Зошто да се влоши? Затоа што ова подразбира теренско присуство на околу 6 до 8.000 луѓе во домовите на луѓето. Сега, во насока на компаративно правните и меѓународни искуства, има многу препораки на Обединетите нации. Ќе наведам само неколку. Тоа се од февруари оваа година United Nations Statistical Commission препорачува одлагање за најмалку една година. Тоа веќе го направија десетина земји, меѓу кои Германија, Шкотска, Ирска, Романија, Хрватска, Бугарија, Косово, Србија и други. Потоа Департментот за статистика UNSD и Популациониот фонд UNFPA исто така ги даваат истиве препораки, значи овие 3 засебни агенции од Обединетите нации. Тоа е во поглед на првото спорно прашање. Само ќе дополнам дека кога има активирана кризна состојба согласно Законот за заштита и спасување, тоа е работа од јавен приоритетен интерес, и таксативно во член 6 се вели дека спроведувањето на мерките за заштита од заразни болести имаат приоритет во однос на се друго, односно во однос на спроведување на други мерки и активности на државните органи, кои, патем речено, се задолжени да соработуваат меѓу себе, а не да се саботираат во
самиот процес. И конечно во членот 6 од Законот за заштита и спасување се вели дека секој физичко и правно лице по согласно со закон одговара за неспроведување на предвидените здравствени мерки. Значи тоа е во поглед на првото правно прашање за кое што сметам и тврдам дека е невозможно де јуре да се спроведе и попис и кризна состојба во исто време. Значи следот на околности би бил пописот да се спроведе после завршувањето на кризната состојба. Сега ќе се задржам на второто прашање, сосем фокусирано и кратко. Второто прашање е во поглед на меѓународните стандарди и статистики, односно меѓународни интернационално признати пракси, кои што се сметаат за добри пракси. Со цел злоупотреба на европското знаменце се во фуснотата со кој што се става ова знаменце се цитираат 5 препораки на Обединените нации и регулативи на Советот, тоест на Европската унија и на Европскиот парламент. Дел од нив ги имам во оригинал, дел од нив детално ги проучивме со нашиот правен тим и сега ќе се осврнам на некои меѓународно правни аргументи зошто не е согласно препораките на Евростат. Впрочем, компаративно правно гледано не постои еден модел на попис. Од тука не можете вие да се повикате на само еден модел и тој да го земете како таков и да го инкорпорирате, бидејќи во светот постојат 4 компаративни модели. Првиот е традиционален модел, оној кој досега ние го применувавме, тоа е теренски попис. Вториот е електронски попис преку регистри со кои што државата располага. Третиот е комбиниран попис, е таков за прв пат се предвидува, и четвртиот модел е оној францускиот кој што има континуиран попис, односно малце посложен и подолгорочен систем. Сега, секоја држава има суверено право да одбере каков модел сака да спроведе, и тука најбитни според нас и според законодавецот всушност се меѓународните препораки на ЦЕС, односно на конференцијата на Европската статистика за пописите околу 2020 година, која е донесена пред здравствената криза и затоа е така формулирана. Значи, клучното прашање е дека ЦЕС, односно конференцијата на европските статистичари, никаде во ниту една од овие своји регулативи не предвидува попис на дијаспора, како што е тоа кај нас предвидено, односно предвидува само за жители кои една година, а тоа е токму поради тоа што согласно сите меѓународни стандарди на Евростат и на УНЦ, односно Обединети нации за Европа, тоа е со цел да се избегне двојното или повеќе кратното попишување, односно наши државјани да се попишуваат и во Македонија и во диаспората каде што живеат, значи се однесува само на резиденти. Следното што е воочливо и што е прекршено при имплементацијата, каде што лажно е ставено тоа знаменце, а во суштина нема ништо од тоа што се имплементира, е дека согласно регулативата 736 се извинувам, се препорачува законот за попис да се донесе 1,5 година пред спроведување на пописот, а кај нас законот е донесен месец, односно 2 месеци пред спроведување на пописот. Следно, компаративно, секаде методологијата и дефинициите се материја легис, а не подзаконска материја. Кај нас за прв пат методологијата отиде во подзаконски правен акт, со што се флагрантно се заобиколува парламентот како единствен законодавен дом, каде што е можна и дебата, вака дозволуваме еден управен орган всушност да ја регулира така значајна материја, која што согласно сите европски и препораки на Обединети нации е материја легис. Потоа никаде не можете да најдете само со единствен матичен број попишување, односно секаде се бара документ издаден од јавен орган и секаде има предвидено инструменти за контрола и евалуација постпописна. Тоа значи дали хартиени или дигитални формати кои што ќе бидат подложни на
контрола, имајќи ги предвид хакерските напади кои ни се случуваат во секоја институција и степенот на сајбер безбедност, ова е многу ризично. Можноста за постпописна манипулација или постпописно губење на резултатите. Никаде во препораките немате врзан подпис, односно де факто право на вето на заменик директор и конечно во поглед на ова што е многу битно, а е подценето според мене и во рефератот, согласно членот од Европската конвенција за заштита на правото на приватност, никаде друго лице не може да даде податоци за вашата припадност. Тоа е регулативата 763, вели дека земјите членки ги преземаат сите неопходни мерки за исполнување на барањата за заштита на личните податоци. Ова е во склад и со юриспруденцијата на Европскиот суд за човекови права и тоа значи дека само да ја најдам регулативата која што вели дека изрично вели дека значи тоа е оддел за економски и социјални работи на Обединети нации UNDESA. Во последната точка вели, цитирам, со оглед на потешкотиите за мерење на етничката припадност во рамки на пописот, важно е прифатениот концепт да е добро објаснет на популацијата за која се мери спроведувањето на етничка припадност и потенцирам, концептот е строго субјективен, значи интуито персона и бара информацијата за етничка припадност да биде исклучиво преку себе изјаснување. Тоа нашиот закон не го пропишува и дозволува сензитивни лични податоци за етничка и религиска припадност да ги дава друг in absentis, односно во отсуство. Такво нешто е спротивно на оваа регулатива која што ја прочитав. Од тука да сумирам за овие две прашања кои што се појавиле како спорни пред Уставниот суд на Република Македонија. Првото е дека не може да се спроведе попис при прогласена, активна и ангажирана кризна состојба. И второто е дека европското знаменце е ставено како алиби за да се скрати дебатата во собранието, да се оневозможи парламентарно делување, особено на опозицијата, и наместо да биде празник за демократијата, ова стана пораз, според мене, затоа што се само наведени 5 препораки и регулативи, а во суштина, за сите овие што ги прочитав, имате диаметрално спротивни концепти од оние кои што се воспоставени меѓународно правно. Ви благодарам.